Екипите на АД Водостопанство Кумановско-Липковско поле ги расчистуваат речните корита и нема опасност од излевање на реките, соопшти денеска раководителот Дарко Живковски. Што се однесува до зголемениот водостој на браната Глажња, надлежните велат дека се подготвени да ја испуштат браната доколку е неопходно. Во изминатиот период можевме да забележиме колку сме свесни, општествени и одговорни. Зголемениот водостој ги прибра пластичните шишиња од бреговите. Покачениот водостој на реката Кумановка, нивото беше над 200 сантиметри, кај мостот во Добрашане, кај игралиштето, и таму не може да поминат понатаму, и тука имавме една огромна депонија, односно смет од пластични шишиња, дури имавме и 3 фрижидери кои допатува до таму. Денеска интервенираме уште на истото место, се чисти сметот, договорив со компанија која преработува пластичен отпад, така да таму ќе биде транспортиран пластичниот отпад и ќе се преработи за да ја зачуваме животната средина. Ваша механизација на терен? Да, наша механизација со скип работиме, ги вадат пластичните шишиња и другиот пластичен отпад од самото речно корито и имаме ангажирано камион за транспорт на сметот. Во изминатиот период присутни сме на терен, работевме за чистење на речните корита, правење на заштитни бедеми, што резултираше, немавме поплави, немаше излевање во Пелинце, Клечовце, Јачинце, Довезенце на тој потек, иако имавме зголемен водостој, надпросечни водостои за овој период од годината. Излевањето во Опај беше од надојдените води од планинските суводолици и долови, се излеа реката Слупчанка на земјоделска површина, излеговме таму на терен, разговаравме со самото местно население и тие се свесни дека таму забележително беше големо количество на градежен шут кој е натрупуван во самата речно корито и е намален протокот. Во идниот период ќе работиме на расчистување на тој дел. Нашата надлежност е надвор од урбаните средини, а во урбаните надлежноста е на општините, така да интервенираме и во Кумановка, ќе интервенираме и во Липко, секаде кај што може да помогнеме да немаме поплави и загразување на имотот на граѓаните. Браните, таа е нивната намена, затоа се изградени за да ги задржат високот на количество на вода. Има ретенцизионен простор кај треба да се собере таа вода за да немаме поплавен бран. Да не беа браните, ќе имавме поплава во Куманово. Моментално во браната Глажња имаме 21 милион, тоа е информација од 8 часот наутро. Нашите служби јавуваат. Имаме уште во брана Глажња да акумулираме 2 милиони метри кубни вода. Припремени на терен, присутни сме, имаме направено план каде ќе се испушта вишокот на вода да не дојде до поплавување. Така да граѓаните се безбедни, ќе имаме вода за пиење, за наводнување, имаме план и програма како да действуваме и да ја сочуваме истата вода да ја во летниот период да ја конзумираме. Нема место за загриженост кај граѓаните. И во годините наназад имало прелевање, а во последните 5-6 години немало прелевање на браната Глажња. Овој период поради зголеменото количество на врнежи во изминатиот период имаме полнење на брана од 3 милиони во октомври. Денеска имаме 21 милиона акумулирано количество на вода. Во идниот период ја следиме активно состојбата, преземени сите мерки.